Неделно октомвриско утро и еден од најубавите начини да го започнете денот е со тоа да научите нешто повеќе за просторот во кој живеете. Добро дојдовте во новиот квадрат, започнуваме веднаш, а што ќе гледате денес ви откривам во продолжение. Во новиот квадрат зборуваме за фенг шуи, како да го уредите малиот стан по овие принципи и како да уредите дом во рустикален стил. Останете тука. По рекламите почнува новиот квадрат. Еден од најголемите предизвици со кои се соочуваат модерните луѓе е малата квадратура. И да, тоа се може да биде убаво скоцкано доколку го наместиме мултифункционално и доколку обрнеме внимание на принципите за мали домови. Но уште подобро е доколку ги послушаме принципите на фенг шуи. Како тоа би го спровеле во еден мал стан, ви откриваме во продолжение. Живеењето во мал простор не мора да значи да се жртвувате во поглед на дизајнот и стилот, барем кога ги следиме принципите на фенг шуи. Денес ви ги представуваме основните насоки за одржување на добар проток на енергија, без разлика на големината на просторот со кој располагате. Во фенг шуи, командната позиција или енергетска точка е местото во просторијата во кое верувате дека е најбезбедно и обезбедува добар поглед во остатокот од станот. Во овој случај, командната позиција е местото спротив вратата. Со него лесно можете да ја видите влезната врата и ви дава најдобра визуелна и физичка контрола на вашиот простор. Ако живеете во студио, тогаш треба да го декорирате и реорганизирате мебелот околу вашиот кревет. Користете прегради за да направите вашиот простор да се чувствува како поголем стан. Ослободете се од вишокот нешта. Ова е многу важен елемент што го представува стандардот не само во фенг шуи, туку во сите аспекти на животот. Физичкиот вишок на нешта се пренесува во емотивен импулс, кој може да ви донесе чувство на стрес. Како и секогаш, можете да користите различни елементи за складирате за да го натрупате вашиот простор. Но наместо да инвестирате во многу бројни единици, силната вертикална полица може да биде вистинско решение, нудејќи уникатни и практични украси за ѕидови. Вклучите ги и огледалата. Најголемиот проблем со малите простори е што тие немаат доволно квадратни метри за да го примат вашиот голем живот. Огледалата се клучни елементи за премостување на овие пречки. Огледалата не само што ќе ви остават впечаток на поголем простор, отколку што на вистина е, туку лесно ќе создадат средина за командна позиција и ќе ви овозможат постојано да бидете свесни за се што се случува околу вас. Згора на тоа, сведете ги видливите ситници и украси на минимум. Ако имате многу украсни предмети, обидете се да ги организирате заедно или да ги групирате. Генерално, вашите украсни елементи и мебел мора да се вклопат и да се надополнуваат еден со друг. Никогаш да не се контрастни или да привлекуваат премногу внимание. Чувајте ја влезната сала чиста. Во филозофијата на фенг шуи има многу важни простории, а меѓу најважните се кујната, влезниот хол и бањата. Потоа, кога живеете во студио или мал стан, тогаш веројатно ги поседувате само овие соби. Многу важна работа е да се осигура дека влезната површина на станот останува целосно чиста. Избегнувајте вишок работи, за да може лесно да тече добра енергија низ станот. Персонализирај за да се чувствуваат како дома. Понекогаш е многу тешко да го постигнете тоа чувство и навистина да го персонализирате станот, особено кога знаете дека во него останувате само одреден временски период. Дополнително, доброто фенг шуи означува исконско пријатно и удобно чувство, кое е интегрирано со вашиот животен простор. Обкружете се со уметнички дела или инспиративни украси, за да го одржите идеалниот проток на добра енергија. Ако размислувате за бојадисување на ѕидовите, обезбедете кохезивна внатрешна боја и тема, усогласувајќи ги постоечките нијанси на мебел или креирајте промени во главната шема, за да се приспособат на новите варијации. А она што е заедничко, независно дали станува збор за мали или големи простори, е дека се повеќе примери во уредувањето зимаме од нашите предци. И покрај тоа што тие можеби сладко би се изнасмеале кога би виделе на што ние се радуваме денес, сепак рустикалниот стил и тоа како е актуелен кога станува збор за уредувањето на модерните простори. Неколку совети на оваа тема следуваат во прилогот кој следува токму сега.
Нашите предци добро ќе се изнасмеат кога би виделе колку е популарен овој стил во последно време. Со оглед на тоа што сонувале за малтерисани ѕидови, а не груби трупци и теписи, и не голи даски и подови. Но токму благодарение на непретенциозните корени, органските текстури, специфичните форми и природната топлина, рустикалниот стил стана ултра популарен во градовите, а не само во руралните средини. Рустикалните интериери имаат чувство на поврзаност со минатото, на кое е тешко да се одолее. Тие оставаат чувство на природност и предизвикуваат поедноставно време. Како што ја слави уметноста на суровото, овој стил дава и дополнителна можност за прикажување на гениалноста. Во свет каде што толку многу е виртуелно, рустикалниот стил е смело, очигледно реален. За многумина од нас, грубо издлабените греди се првото нешто што ни паѓа на ум кога размислуваме за рустикално. Не само што грубо издлабените греди помагаат да се дефинира просторот архитектонски, туку тие можат веднаш да го закотват на рустикалната територија, особено ако се остават груби и неполирани. Користете греди за да ги обиколите таваните и контурите на вратите, да ги обкружите камините и прозорците, па дури и да обложите ѕидови. Зашилените греди на мазните сјајни бели ѕидови создаваат неверојатен контраст. Премногу масовно предизвикани или премногу скроени парчиња го разредуваат рустикалниот стил на собата. Наместо тоа, изберете мебел и предмети со силни, малку груби профили, како што се кутии за леп, корпи и послужавници. Убаво е да имате неколку стилски површини за да го затегнете изгледот. Едноставните кабинети и полици го одржуваат просторот кохезивен, но дозволуваат да се пробијат рустикалните ноти. Рустикалниот стил не е ништо без малку рѓа. Вашите соби не треба да даваат чувство на сјај, сакате површини што покажуваат одредена старост, или барем површини што добро го лажираат. Обновеното дрво, оштетениот затемнет метал, брановидното или матирано стакло се спојуваат заедно на јасно слоевит начин. Спротивно на тоа, малку сјај може да привлече среде целата таа текстура. Например, миелник со стаклен сад може да додаде врвен допир на сјај, без да го наруши убавото впечатливо дрво во позадината. Рустикалната палета на бои избегнува брилјантни тонови на скапоцени камења и флертувачки пастели, фаворизирајќи ги суптилните и попригушени бои, кои се наоѓаат во природниот свет. Пред се, мислиме на бојата на природното дрво, извлечено од кора, камен и земја. Нане зелената или вар зелената може би се убави нијанси, но тоа не значи дека тие се најдобриот избор за рустикален дом. Не грижете се, не мора да се држите до кафена и само кафена. Има простор за неколку дози посветла, појасна боја во овој стил. Сепак, дури и тие тонови најдобро функционираат кога се чувствуваат традиционално и познато. Во голема мера рустикалниот стил е да се задоволите со само она што го имате, исто како во старите денови. Пронајдете предмети кои се клучни. Стари канти претворени во мијалници, жичени корпи претворени во светла, дрвени гајби повторно замислени како скали. Тоа е помалку за каприциозност отколку создавање чувство на изум по потреба. Рустикалните интериери се погодни за вкрстена комбинација со индустријски стил. Слободно експериментирајте со акценти како што се необично осветлување, украсни прикази и уметнички дела. Благодарение на нивните природни тонови, рустикалните соби често се чувствуваат како продолжение на отворено. Нацртајте паралели помеѓу надворешниот и внатрешниот простор. Например, асиметрично замавнување на трупците би било природно продолжување на просторот во стилот на ложата. Застаклени и покриени тремови исто така помагаат да се заматат линиите помеѓу надвор и внатре. Не заборавајте на уредување. Елегантна негувана градина едноставно не би била добра за овој стил. Затоа држете се до дивата бујна атмосфера во градината или одете чекор понатаму и дозволете природата да преземе целосна контрола. Доколку сте инспирирани од рустикалниот стил и сакате да ја внесете неговата топлина во вашиот дом, најдобро е да започнете со правилен избор на мебел. Рустични комоди, маси и комплети може да донесат природни тонови и текстури кои создаваат чувство на автентичност и удобност.
А на тема рустикален стил и тоа како има што да се зборува, но најдобро од се е да го подкрепиме сето тоа со практични примери. На тоа ќе ги потрошиме и последните минути од нашето денешно дружење. Уживајте! Ретроестетиката никогаш не излегува од мода. Напротив, се враќа се почесто и го наоѓа своето место дури и во најмодерните интериери. Без разлика дали уредувате минималистичко поткровје, бохостан или класичен семеен дом. Малите ретро детали можат да донесат софистицираност, шарм и таа неодолива доза на носталгија што потсетува на детството, мирисите на кујната на баба и безгрижните семејни ручеци. Кујната доживува ренесанса во поглед на незиното користење. Со популаризирање на незиното значење во домот се повеќе се посветува внимание и од аспект на дизајн. Сигурните неутрални комбинации се повеќе им отстапуваат простор на впечатливи комбинации на бои и материјали. Најчесто се среќаваат отворен тип на кујни што нудат комуникација и визуелно интегрирање со останатиот простор. Шанковите и островите се зоните за дружење, кои освен како дополнителна работна површина, се и простор за краток пијалок и сервирање на храната. Во продолжение, откриваме неколку безвременски предмети што речиси сите ги имаме некаде складирано, или на таванот во комодата или длабоко во нашето срце, кои, кога внимателно се интегрираат во просторот, ја прават кујната да изгледа потопла, попријатна и поелегантна. Познатите сино-бели порцелански сервиси со цветни или апстрактни мотиви не се само за спомени. Тие сега се вистински декоративни скапоценности. Винтидж порцелански чини и чаши ја облагородуваат секоја маса и додаваат допир на префинетост. Исто како оние кои ги гледаме кај нашите баби, внимателно чувани за специјални пригоди. Денес тие се совршен детаљ за рустикален појадок или елегантен чај за двајца. Без разлика дали станува збор за чаша за вода, вино или шампањ, винтидж стаклените чаши имаат неодолив шарм. Направените форми, гравираните детали и различни стилови може да изгледаат спектакуларно кога се комбинираат. Мешавина од несовпаѓачки комплети создава еклектична хармонија и прави секоја порција да изгледа како сцена од италијански филм од 50-тите години. Ништо не го означува семејното собирање како квалитетен ленен чаршаф за маса и соодветни салветки. Овој благороден текстил не само што додава винтидж допир, туку и ја подобрува атмосферата на секој оброк. Класичен прибор за јадење, сребрен допир на елеганција, стари сребрени или месинг комплети, кои често се наследства од некое минато време, се ултра трендовски денес. Иако можеби не се секогаш во совршена состојба, токму оваа патина им дава карактер. Поставете ги со ленен чаршаф за маса и винтидж чаши и вашата маса ќе изгледа како сцена од престижно списание за дизајн на интериер. Рачно изработени, обоени, грубо глазирани или релјефни керамички елементи во кујната се повеќе од само садови. Без разлика дали станува збор за чинија за овошје, рустикален бокал, декоративна вазна или антички бокал, овие детали внесуваат топлина, карактер и чувство на домашна уметност во просторот. Винтидж керамиката во неутрални тонови совршено се вклопува со дрвени површини, камен или мермер, создавајќи совршена рамнотежа помеѓу традицијата и модерноста. Време е да се погледне во бабиниот комод, да се пронајдат заборавени порцелански чинии, стар ленен чаршаф или керамички сат од детството и да се внесе нов живот во кујната. Бидејќи тие детали не само што создаваат простор, тие раскажуваат цела приказна. А најубавите кујни се секогаш оние кои носат спомени, емоции и безвременски стил. Социјалните мрежи во денешно време станаа примарна платформа, каде што можеме да најдеме безброј нови интересни и креативни идеи. Почнувајќи од мода, па се до дизајн на интериер. Но, иако е тоа така, сепак кога станува збор за дизајн на интериер, конкретно за уредување на нашето место за живење, повеќето од нас поголемиот дел од инспирацијата ја црпат од домовите на светски познатите личности. А Инспирација Плюс ќе ви дадеме и овој пат, со уште една интересна прошетка во еден убав, раскошен и модерно уреден дом. Домот во кој живее познатата американска актерка и модел, Дакота Джонсон. Таа вели дека фотелја за одмор и гитара,
која и е подарок од нејзините родители и веќе подолго време ја чува вени полици, а на нив се сместени многу книги, домашни фотографии, признаници и слипотреби. Ова беа последните минути од денешното дружење. Се надевам дека поминавме квалитетно време заедно и дека нешто навистина научивте. Се гледаме повторно наредната недела, а до тогаш останете ми во добро расположение. Пријатно!